Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 53-та седница. Пред да го прочитам дневниот ред, го ставам на усвојување записникот. Дали има забелешки на записникот? Бидејќи нема забелешки, записникот го ставам на гласање. Ве молам кој е за? Констатирам дека Советот со 8 гласа за го усвои записникот од одржаната 52-та седница на Советот. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за усвојување на извештај со елаборат за проценка на утврдување на висината на штетата од елементарната непогода за 2021 година. И точка 2. Разгледување на барање. Дали има забелешки на записникот? На дневниот ред? Дополнување? Павле Пеки. Дополнување да ставиме точка на дневен ред за испрскување од комарци. Комарци има најезда, не знам дали како го сеќате, како беаха на комарци, кој не се испрска скоро време на држачи. Сите испрскава околу, општините нашите не се испрскава. Се најче просто. Кога? Испрскамени за Кога? Па не ли читате тема на одешена на страната на Facebook да си ги Челите да се за тоа да преземат мерки. Кога е представено? Синоќи или Се вечерно? Добро, тоа може. Атанас. Почитувани советници, почитувани телевизија. Со оглед на тоа дека очекував на оваа седница да биде презентиран и кварталниот извештај за вториот квартал, меѓутоа како по обичај некои овдека сака, значи да не се одвиват работите онака како што треба да се одвиват. Од аспект на тоа да советниците немат представен преглед како со која динамика се трошат средства, се прибират средствата и се трошат согласно планираното. Од тој аспект, значи не можев да извршам увид и да видам, значи подадени ставки, нели како стојат работите, пак сега малку и паушално ќе истапам и ќе дадам еден предлог, односно го да дополнувам дневниот ред со предлог одлука за доделување на парични средства на лицата кои што прележа од COVID-19. Користејќи ги искуствата и праксата од некои општини во соседството и низ Македонија, изразија, значи, како да кажам, една загриженост тие општини, бидејќи во таква состојба на пандемија, каде што луѓето нели беа и го претрпеа тој COVID-19, при тоа беа изложени на непланирани дополнителни средства се со цел да го надминат тој COVID, значи трошејќи во антибиотици, дополнителни витамини и се што е неопходно во една таква ситуација. Сметам дека и покрај што и tekako се во незавидна состојба се граѓаните на општина Росоман, во овој момент поготово од оние приходи кои што планира да ги остварат од земјоделско производство, конкретно од приходите кои што треба да ги остварат од праски. И сега дополнително тие лица беа оптоварени и со непланирани средства кои што беа предизвикани од самиот ковид. Затоа, во ова предлог одлука одредувам сумата на пари да биде 2.500 денари со оглед дека бројот на по особа, значи колку толку да нешто барем му покриеме од тие трошкови кои се направени за надминување на овој вирус на COVID-19. Значи предлог одлука за доделување на парични средства на сите, значи документирани со решение кои се заболени од COVID-19, висината на средствата изнесува 2.500 денари по лице. И благодарам. Дали го имаш написано на оце?
Не ме кажат сега, че напишем одлуката и што 2.500 кажат сума да ја кажат, значи тоа е тоа. Секој совет исто. Дали има некои други надополнувања? Добар, Гранчан. Почитувани советници, почитувани присутни, во врска со предлог одлуката од советникот членот на Советот Атанас Стојанов за надомест на лица заболени од прележани всушност од COVID-19 во висина од 2500 денари, да известам дека такви средства досега во буџетот на општина Росума не се планирани. Евентуално, ако донесеме одлука, тоа ќе треба да се направи ребаланс, меѓутоа на лицата кои што се прележани од COVID-19, всушност Атанас Јаковов добро го разбра, вика сите заболени кои што биле. Не оние што биле во болница, да се разбериме и Со решение, значи самиот инспектор кој што е, му доделува решение за карантин, за други работи, значи да евидентирани, значи тие се евидентирани фактички во предлагам ова предлог одлука што Атанас ја предлага да се разгледа посебно, не за оваа седница, него комисијата да заседава по оваа точка и на нареден совет да се изјасни по оваа точка. Бидејќи ми се чини дека во Росума тој број на лица кои се заболени од COVID-19 не е мал. Не е мал, а помножено... Значи околу 200 се рачуна, околу 200, да. Рачунете 200. Решение од Таа сума е доста голема. Ма имаме, значи информација можеме да добиеме од јавно здравје, ова како Даме со решение, како што викаш, тие решение добиват и оние што се во изолација од превентивни причини. Решение добиват за оние кои се заболени, заболени со позитивен тест. со позитивен, Со позитивен тест такви ги има многу. околу 200 се. Имаме информација, можеме да добиеме. Ова за јавно здравје, како се? Центар за јавно здравје. Центарот за јавно здравје, значи толку. Не нова општина 6. не се 6. Како не тоа специјално? Не. Пази сега да разграничиме Пене да разграничиме заболени и лица кои што не се заболени се ставени. Значи асимптоматските не можеме да ги зачунеме. Како Со решение прележани, а не во изолација. Да, Значи да, многу ги има такви што се во изолација од превентивни Од мери. превентивни Биле во мери. контакт. Ја имам решение што сум прележана, имам решение што сум била во изолација во контакт. Не, за прележан, да. Како и да е, нека убаво комисијата за финансии го разгледа ова, да се утврди сумата, бидејќи во буџетот таква сума нема предвидено, како нема сума предвидено, а евентуално со ребаланс таа сума да се И да се набава точни информации колку се тие. да не се брза со Само ти што е болница. Само ти е болница што е. На тим два. Овака сега. Дали ќе влезе точката ќе молам само да се слуша. Тоа пора на комисијата. Точката нека влезе во записник како предлог на Атанас Стојанов, меѓутоа со заклучок дека, значи, По таа точка да се приперат дополнителни информации за лицата колку и за ребалансот да се направи во буџетот, значи, без основа дека недостиг. Значи ова сега градоначалникот што стана сега го каже на говорница, значи требаше да го каже од кога ќе ја ставиме точката на дневен ред и тогаш ќе го донесете заклучокот да. Јас се изјасних под врска со твојот предлог. Дали може вака сега, како што реков, значи ќе си влезе точката, а доколку ја поддржите на дневен ред, а кога ќе дојде како точка на дневен ред, мислам за образложение, градоначалникот ќе стане и ќе донесеме заклучок дека не мора да, значи само по заклучокот ќе гласаме, а не и по усвојување на предлог одлуката. Дали има други дополнувања на дневниот ред? Само се. Кој е за предлогот на Атанас Стојанов да влезе во дневниот ред за оваа седница? Против? Воздржани? Еден воздржан, еден против и 6 за. Заклучок никога на комисија. Еден воздржан. Ovdje što drugi zabređaje, drugi da se kreće.
И што кажи давате ми. Прва точка. Предлог одлука за усвојување на извештај со елаборат за проценка на утврдување на висината на штетата од елементарна непогода за 2021 година. И имате одлуката. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? А цел дневен ред заедно, да. Се извинувам, дневниот ред проширен со предлогот Натана Стојанов го давам на гласање комплетно. Цел дневен ред. Кој е за? Против? Воздржани? 6 за, 20 воздржани. Одме со првата точка, предлог одлука за усвојување на извештај со елаборат за проценка од настанатата штета од елементарна непогода за 2021 година. Отварам претрес, дали некој бара збор? Има ли представник од комисијата или не? Ако сакате, може да дојде. Нека малку нека даде краток да... Кој човек? Слободан е за Добро, нека каже дека спаднаме, други лаборатото. Значи има и лаборат. Ако го праште нещо, ще ви каже и ще... Ти си знаеш. Помни бе, ще поминем заедно. Ајде, за секој ќе помине, да, што го види. Не го бара Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам кој е за усвојување на овој извештај? Против? Воздржани? Pero никош не ти гледам ракта. 8 за. 8 за. Констатирам дека Советот со 8 гласа за ја усвои предлог одлуката за усвојување на извештајот. Втора точка, разгледување на барања. До Советот се пристигнати две барања. Едното е од пред не знам колку седмици беше ставено на дневен ред, па е повлечено од Арсов Горан. И другото барање е од црквата од Трстеник. Барање од Арсов Горан, почитувани поради неможност да се извршува редовната работа настаната како последица од вонредната ситуација поврзана со вирусот COVID-19, барам да ме ослободите од плаќање на кирија за месец април 2021 година. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и барањето го ставам на гласање. Кој е за усвојување на ова барање? Кој е за усвојување? Против? Воздржани? 7 за, 1 воздржан. Барање од Трстеник. Почитувани, ви се обраќаме со должна почит кон вашата компанија. Ве поздравуваме и однапред ви се заблагодаруваме доколку го разгледате нашето барање за вашата поддршка во доизградбата на Светиот Духовен храм посветен на Свети Петар и Павле во село Трстеник. Во наредниот период заеднички да допринесеме овој храм да го добие вистинскиот изглед. Потребна ни е финансиска помош од вашата почитувана компанија за нашите поддржни градежни работи. Со надежда дека ќе бидете дел од нашата цел за доизградба на храмот Свети Петар и Павле во село Трстеник, однапред ви се заблагодаруваме. Отварам претрес по ова барање, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и барањето го ставам на усвојување. Кој е? Сумата. Пари. Нема средства. Сумата нема средства одредена. Дали пари, дали материјали, што е потребно? Ајде сумата. Колку е возможност? Не се во рамките на можноста, тие рамки на можноста повели градоначалник. Ова не ми се бендисува дека компанија, ние не сме компанија. Мислам дека тоа е копирано да сите компании, мислам дека е тоа причината, да. Почитувани советници, врска со барањето од представници на црквата Свети Петар и апостол Павле, мислам дека така се вика.
Сакам да ви кажам дека општина Росомон секогаш излегувала во пресрет на овакви работи, иако кај нас, односно во Република Северна Македонија, тие се одвоени работи, црквата од државата, секуларна држава Македонија, меѓутоа сме помагали и ќе помагаме. Можеме ние, тука не е јасно дефинирана сумата која што треба да се одреди, меѓутоа верувам како што се вие сложни и ние, и јас сум сложен да помогнеме, не мора со директно парична средства, него може со употребање на одредени. Да, ама најдобро е да се дефинира некоја сума. Значи, рековме дека таа си има свој титор, црквата си има свој титор и тоа треба да се земе во обзир. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Одредивте ли сума? Одредили ли? Не. Не одреди. Дайте предлог. 60. Ајде, орди. Или много? Не е много. Не е много. Тамана 6. Таман е во однос на луѓето кои што очекуваат, они очекуваат по 1000 евра, а ние да го дајме 1000. Кај се ли сте? Видели што направим за това? Може да се изплати. Лазер, Грана може да се изплати. Лазер, вика чекаме почнете и вика Джиджи вика. Ти го причинава се живот. 6000 става сума. Дали се согласувате сите со оваа сума? Се согласуваме. Други предлози некој? Джемче, Во пари или во материјални? Трябва, че я покриме тази сума. Пари пугава си, кога да не Андрея. Ја ќе има жир сметка ставена. Да, жир сметка. Има жир сметка за полове пари, па може после и че си помогне нещо. виждам само, че е лапно. Не, готово, било се само терен. Да, може да пуши пари. Ага да викаш, нема да Че ги шпука. Кој? Лука. Меѓу време се договара как ги пушти пари. Да, им толку. Добро, ако нема други предлози, го оставам предлогот на гласање. Значи, Советот донесе одлука на црквата Свети Петар и Павле од село Трстеник да им се исплати сума во износ од 60.000 денари. Кој е за оваа одлука? Е така ме пено да те видам. Едногласно 9 за. Добро го пример. Нека да видам. Трета точка, предлог одлука за доделување на парични средства на сите прележани од COVID-19 на предлог на Атена Стојанов во износ од 2500 денари по лице. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој ба разбор? повторно да кажем. Да кажеш? Да. Значи, да не се повторувам во кратки цати, значи го мислам на мој предлог и ставам ова предлог одлука од аспект на тоа дека како непланирани средства, значи луѓето ги им беа потребни во врска со нели пандемијата, односно COVID-19. Имаме искуства и пракса од дадени општини во окружувањето и низ Македонија, каде што веќе таквите општини постапиле со вакви одлуки, веќе ги изгласале тие одлуки. Така да и по тој терк и ние одека во општина Росомон колку толку да им помогнеме на овие граѓани кои што нели рековме прележале COVID-19 и имат благе, значи решение за прележан COVID-19. Значи се однесува на тие лица, сумата на пари да изнесува 2500 денари по лице кој што нели е со вакво решение. Благодарам. Благодарам. Бидејќи немаме точни информации колку е точната бројка на заболени. Ако не градоначалникот нека го даде тоа, значи како предложи го кажи се да. Говорете добро, ама мислам дека прејазно беше многу јасно. Па добро се, како точка да го запазиме редот. Почитувани советници, предлогот на Тана Стојанов во врска со надомест на лица прележани со COVID-19 во висина од 2500 денари, сметам дека најпрво треба да одиме на комисија, да се утврдат фактите со кои што се располага, бидејќи сума од 2500 денари
не изгледа високо, меѓутоа ако е бројката, а знаеме дека бројката на лица прележени од COVID-19 не беше баш мала, само за 100 души е 250.000 денари. Тоа се бројки, односно тоа се пари кои што не се предвидени во буџет на општина Росуван и најпрво треба да се утврди фактичката состојба и со бројот на прележени, со вкупниот број да се види дали сме во можност целата таа работа и како да ја заврши. Затоа предлагаш? Затоа предлагам, рековме, на комисија најпрво да се разгледа и на нареден совет да се оваа точка повторно стави на дневен ред и да се изјасните по неја. Добре. Значи, Советот носи заклучок да се набават точни информации од Центарот за јавно здравје за бројот на заболени од COVID-19, да се утврдат точните факти, ако успеав се да фатам градоначалник што кажа, и со одлука на Комисијата за финансии да се стави на наредната седница. Кој е за овој заклучок? Кој е за усвојување на овој заклучок? Против? Воздржани нема. 9 за. Со ова исцрпен дневниот ред, ви благодарам за присуство, да се гледаме наредниот пат.